Шалом, се надевам дека сте добри. Слава на Бога. Вечерва можеби ќе имате чувство дека на секого му зборувам поотделно и дека се однесува таа информација конкретно за ово или за оној. Меѓутоа се однесува за сите и би сакал да се поттикне една размисла внатре во вас, да се раздрма и да се подигне талогот, би рекол, она што внатре е таложено во вас, како духовно знаење, како духовна информација, потреба и слично. Но затоа пак сакаме да ве поттикнам да си запишувате, бидејќи се интересни информации, да си запишувате, да си фаќате забелешки, затоа што сепак ова информација е една духовна храна која што треба да се дегустира и во наредните денови, да размислувате, да медитирате на таа информација. Моето прашање до сите вас е: кој е Исус за тебе? Исус Христос, кој е за тебе? Како? Добро. Прва љубов, Господ Спасител. Во Словото пишува дека Исус Христос е зачетникот на животот, така ли е? Но ако ти зборуваш зборови кои што се деструктивни, кои што се зборови на смрт, тогаш дали овозможуваш Исус да донесе живот во тебе? Значи, кој е Исус тогаш за тебе? Но ако не дозволуваш неговиот живот да се пројавува низ тебе, а тоа го правиш кога зборуваш злоба, кога се жалиш, кога постојано имаш деструктивни зборови, дали тогаш му овозможуваш на Исус, кој што е зачетникот на животот, да се пројави и манифестира во твојот живот? Океј. Во Словото пишува дека тој е светлината, животодавната светлина, така ли е? Но како ти тоа го живееш кога чекориш во мрак и ти се привлечни делата на темнината, како што се лага, корупција, желба за слава и за пари, порнографија, мастурбација и различни други ситуации? Затоа ве прашувам, кој е Исус за вас? Дали тој е светлината на животот за вас? Ако е така, тогаш дали одиме во светлина или посладки се сенките на темнината? Во Словото пишува дека Исус е нашиот избавител и снабдител, снабдувач. Но дали живееме избавено со Исус избавувачот, кога си роб на финансиски долгови на картици, на брзи кредити, кога си роб на грешни навики, како пушење цигари, одење во обложувалници, коцкање, пиење и слично? Да? Како тогаш Исус ти е избавител, кога ти си роб на сето ова? Нели Исус ви е избавител, кажавте? Нели ви е Господ, викате? Тогаш како може да се практикува и ова? Тогаш Исус не ви е ништо. Како Исус ти е снабдител, кога ти се сам контролираш и постојано се си пресметуваш колку ќе имаш, колку ќе ти остане и си живееш стиснато, скржаво, уште поматеријално, отколку во минатото кога не си го познавал Христос? Како Исус те снабдува тогаш и му веруваш на Исус, а ти си стипса? А кога претходно не си верувал во Христос, си бил либерте. Сега Исус ти е Господ, викаш, а ти сега си со дигитроно. И живееш поограничено, пази, отколку кога Исус, отколку времето кога ти не го познаваше Исус. И сега ти Исус е на твоја страна, те сака, те спасил и слично, и ти живееш во една друга состојба. Неблажена, ограничена, должна, робска позиција. Значи, кој е Исус за тебе? Господ и Спасител, така рековме. Но како тоа е Господ и Спасител кога ти си се слушаш сам себе си,
си угодуваш на сам себе си, сам си на себе господар и мислики дека ја исполнуваш Божјата волја, си одиш по свој пат, без да дозволиш Светиот Дух да те трансформира. Па ако пасторот ти пререче 2 збора настрана, тебе круната ти паѓа налево или надесно и се навредуваш. Како тогаш ти си во Исус и Исус во тебе? Како кога ти постојано се сам си господар и не даваш никој да ти укаже нешто? И наводно го слушаш Божиот глас. И наводно си обучен за да го слушаш Божиот глас. А се криеш од пасторот? Избегнуваш средба со него? Си наоѓаш изговори за своите финансиски сделки? Тоа дали покажува дека Исус е на престолот на твојот живот? Не. Зошто јас го зборувам ова? Бидејќи за да го имаш Исус Христос за свој Господ и Спасител, тоа е привилегија. Амин? И тоа значи он да управува со сите аспекти од нашиот живот, но и да се манифестира во сите аспекти на нашето постоење, така? Но едно е да си информиран за него, а друго е да живееш со него. Не можеш ти да тврдиш дека Исус Христос е Господ и дека му веруваш, а си живееш по старо и според стихиите на светот. Бидејќи христијани не значи само да практикуваш религиозност и таков имидж, туку да имаш еден духовен однос, личен однос со Бога. Ако ти го немаш тој личен однос со Бога и си практикуваш само одредени наводно индикации дека си духовен со читање Библија, одење црква, едно друго, тоа е веќе практика на религија. А кога ти практикуваш религија, ти си одново под законот на Моисеј. Бидејќи со практикување на религија си викаш, поблиску сум до Бога вака. И ќе читаш Библија на памет, ќе работиш работи од обврски со цел да се чувствуваш дека си со Бога, а не сваќаш дека на тој начин не си поблиску до Бога. Само преку Исус си поблиску до Бога. Ако ти практикуваш религија, ти си под законот, а тоа значи под проклетство. Иако си новороден христијанин, можеш да отпаднеш од Божјата благодат. Затоа, сакам да ви информирам, иако сега некој од вас чувствувате дека ви е отворен патот, имате напредок, ако вие не се синхронизирате со Бога и со неговите принципи, подоцна самите ќе бидете сведок на тоа што значи да имаш, па да немаш. Бидејќи Бог е снабдувач. И ако не дозволиме постојано да зависиме од Него и развиваме една собствена независност, собствена суета, гордост, и зависиш од сам себе, тогаш ќе доживееш што значи да си бил во имање и благословување и потоа да немаш. И тоа не е Божја казна. Тоа е ефектот на твојот погрешен избор. Ако Исус навистина живее во нас и е на престолот на нашиот живот, тогаш неговото присуство, неговата личност, неговата светлина ќе продре во сите аспекти на нашиот живот и на нашето постоење, ќе истера темнината, така ли е? Ако допуштиме тој да расте низ нас, а ние да се смалуваме, тогаш ќе искусиме смисла на нашето постоење. Тогаш веќе стануваме и богоцентрични. Сакаме да чекориме во праведност, посветени сме. Така ли е? Но не може во еден момент да се посветуваш на Бога, да си предаден посветен, а потоа се предомислуваш, пак си тераш според своите телесни нагони, според својата суета, според своите лажни вредности. Не може да се случува тоа, не може да има тоа плод.
Не може сега, пасторе, сакам употребиме. Сега сакам ова. Сега сакам на семинар да одам. Ова да ми е подобро, да ми се смири немирот, децата да ми се спастрат, фамилијата, да се омажам, да се оженам. Желби, барања, потреби. И Господ сето тоа да го одговори. Да, ќе ве благослови. Но дали Господ го сакаме само за да ни исполни услуги? Дали Он духот од Аладиновата ламба, што исполнува 3 желби? Се разбира дека не. Ти треба да го сакаш Исус, бидејќи без Исус не можеш да постоиш. Он е изворот на животот. И не може јас сега ќе верувам во Господа, ќе сум посветен, ќе давам десеток, се предомислив. Сега друга сезона одам, други пореви имам. Вие не можете да играте со Господ на тој начин. Тој е Бог. Тој е жив, тој е личност. И Он го гледа нашето срце и што имаме во нашето срце. Не можеме да скриеме ние од Него, нели е така? И сега прашањето е, зошто се појавува таква слабост човечка, непостојанство, мрзливост или превртливост? Зошто таа појава е присутна дури и кај верници новородени? Што мислите вие? Дали тоа е ефектот на непостојанство во смисла недостиг на знаење библиско? Дали е тоа недостиг на молитва? Што мислите? Дали е тоа непостење, нечитање Библија, неодење во црква? Тоа ли е причината? Не. Причината за непостојаноста кај верниците и ваквите осцилативни однесувања се открива во 2 збора. И ќе ви ги откријам. Првиот збор се вика религија, а вториот збор се вика неблагодарност. И токму за тоа вечера вас зборувам. Што значи религија? Религија е духот на антихристот. Запамтете го. Зошто? Затоа што тој дух на антихристот наметнува правила, ритуали, обреди, со цел да го замени Христос и потребата од живиот Христос со овие заменски нешта, како што се ритуали, традиционални обреди, обележја, и човекот си мисли дека е поблизок со Бога заради свеќата што ја пали во црква или заради парите кои што ги остава на икона. Разбирате ли? Човекот на тој начин е под влијание на религиозност, на религиозен дух, кој што е дух на антихрист. Антихрист значи против Христос и замена на Христос, да го немаш Христос. И луѓето така не осознаваат дека им треба Христос, што значи Спасителот или Месијата, и замената за Христос е свеќата, зејтинот, чорапот, духовниот отец, не знам кој друг ритуал или обред да го споменеме. Меѓутоа, нигде Христос не се прославува и нигде не му се дозволува да протегне со својата светлина и да го допре човечкиот живот и човечката душа. Затоа религијата е проблем, драги мои. Човекот кој што си мисли дека со добри дела и дека со знаење на многу библиски стихови и теологија дека е поблиску до Бога, исто така е под овој религиозен дух или дух на антихрист. Па ќе кажам зошто е антихрист. Запамтете, бидејќи работи против Божјата волја. Односно, не го овозможува личниот однос со Бога. Христос дојде да го помири човекот со Бога. Разбирате ли, да направи одново човекот и Бог да се во мир, во едно семејство. А религијата, кога започнува да владее, она вели со добри дела, со фрески, со даренија, ќе можеш да се приближиш до Бога. На таков начин се одместува фокусот од Христос и се заменува со човечкото правење. Разбирате? Значи, религијата промовира дека е поважно да се исполнат религиозните ритуали, обврски и обреди, отколку личниот однос со Господ Исус Христос. Значи, религијата го погазува Христос
и го стврднува срцето на човекот, а тоа води до каде? До неблагодарност. Неблагодарноста е состојба на егоцентричност, што ја погазува Божјата благодат. И денес затоа ова го зборуваме, бидејќи е важно за црквата. Многу луѓе, многу христијани го познаваат Христос, но го немаат плодот на неговото присуство во нивниот живот, и тоа не е бидејќи Господ ги казнува, туку бидејќи немаат вера во што? Во Божјата љубов за нив. Разбирате ли? Ако ти не веруваш дека Бог те сака и дека заради тебе го даде својот син Исус да умре за тебе, за ти да си спасен, ако ти тоа не го веруваш, ти тоа не можеш да го живееш. И тоа што ти останува да го правиш е религија. Го прифаќаш тоа како објава за Великден, ама секој ден не го живееш. Дали сваќате? Значи, не се расте духовно на темелот на верата дека Бог е со нас заради Божјата милост. Ако отсуствува ова познание, тогаш се што ќе се практикува само ќе биде празна религија. Прашањето е што тебе ти вреди да го познаваш Исус Христос, а при тоа да живееш во страв, да живееш во тага и во грижа, во очај и во безцелност. Каков бенефит ти имаш од тоа што го знаеш кој е Исус Христос? А трокираш и стоиш во место. Размислете. Тоа ли е спасителниот живот што Исус го обезбеди за нас? Да стагнираш во место, да живееш во комфортот на млакоста? Каков пробив искусуваш во твојот живот, а тврдиш дека си верник во Христос? Ако немаш пробив во дадени области во животот, а Христос велиш дека е твојот Господар, тогаш тоа е контрадикторно. Бидејќи Христос овозможи победа за сите нас. И сите што сме во Него, дадено ни е да ја живееме таа победа. Победа над гревот, над пороците, победа над немирот, над стравот, над болестите. Таа победа како ти можеш да ја живееш ако Христос не е централна оска на твоето постоење? Не можеш, само се заблудуваш, се каеш, одново жалиш, плачеш, се маваш по глава, прости ми Господе, и одново се приближуваш во црква, одиш кога треба, ќе земеш Господова вечера, ти се смирува совеста, за по 1-2 недели пак да ги повторуваш истите работи кои што ги повторуваше пред 5 години. Што е причината за тоа да се случува? Не велам дека е Бог кој што не ти дава сила. Не велам дека ти си слаб и дека немаш вера. Но знаете што велам? Велам дека не живеете по Божјата благодат, туку по религијата. Тоа велам. Религијата го прави тој циклус на повторување на проблемите. Ке ветиш нема повеќе да прави, повторно ќе се повтори. Во оние области од твојот живот, каде што си допуштил Бог да те води со неговата љубов, ќе имаш пробив и развој. Додека во оние области во кои многу си сакал успех, да има просперитет и слично, и си вложил многу од себе си, од својот труд, таму ти си ја контролирал ситуацијата. И тогаш не дозволуваш Бог да е со тебе и тој да прави пробив за тебе. И затоа ќе немаш резултати или ќе имаш, ама после многу мачење. Така да прашањето е како живееш? Според своите трудови и дела или според Божјата благодат, милоста негова, која што ти дава Господа, ја искусиш и препуштено да доживееш како Светиот Дух ти ги отвара вратите и правиш пробив. Кој е патот што го одиш? Религијата или верата во Бога?
Бог сака, запишете си, Бог сака да имаш пробив во сите области на твојот живот и да искусиш победа над проблемите што долго тебе те измачуваат, но време е ти да направиш избор, да посакаш пробив, да посакаш успех, да посакаш промена и развој. Не може никој насила тебе да те натера. Мораш ти да посакаш. Посакајте и ќе ви се даде. Ако ти си инертен, флегматичен, пасивен и чекаш Господ нешто да направи за тебе, а ти само така тлееш и практикуваш религија, тогаш си во голема заблуда. Видете, Бог се направи за нас. Но тоа за да се спроведе во нас, треба да направиме чекор на вера, бре луѓе. Сакам да се мажам, ама од дома не се излегува. Со никого добар ден не се викало. И како ќе се мажи? Пример. Еден смешен пример. Сакам да се вработам. Како ќе се вработиш без да пратиш CV и да отидеш на интервју? На лепе очи или некој домалник ќе ти дојде, ќе ти тропне наврата, ќе рече: момок, каков момок си бил ти, ела тука да те вработам. Така ли мислите дека се случува? Се разбира дека не. Има една народна поговорка, вика: тражим посо, болje да го не наđe. И сега, ти сакаш Бог да интервенира, ама од друга страна на Бог не му даваш можност да влие во твојот живот. И после пасторот ти е крив, црквата ти е крива, Господ не те сакал. Ај шут! Соочи се со реалноста и согледај зошто имаш проблеми и блокади во твојот живот. Затоа што обавезно стои коренот на религијата. Тоа е само еден сегмент. Значи, ако сакаш да добиеш пробив во животот да имаш, тргни ги, пушти ги од себе старите концепции на размислувања, старите верувања кои што те ограничува. И ти викаа дека си никаков, незаслужен, недостоен. Такви мисли имаше во твојата глава. Христос дојде да го промени тоа твојата глава, да го тргне, да ти даде конструктивна вера, победничка вера. Ова значи да го тргнеш својот начин и да го прифатиш чиј начин? Така е. Пример, за да примиш исцелување што е подарок од Бога, потребно е да ги оттргнеш од себе старите верувања за болестите. Дека наводно тоа е нормална појава, дека од тоа се умирало, дека од тоа вените пукале, дека од тоа срцето ќе цркнело и слично. Тргни го тоа од себе. Тргни го од твојот концепт на верување. Изгради систем на верување базирано на Светото Писмо. Потребно е да го тргнеш тоа од себе, да го одречеш стравот, да го тргнеш песимизмот и на тоа место да ги земеш Божјите ветувања, она што Христос го обезбеди за нас. Во него се сите Божји ветувања да и амин. Значи, да дозволиш успех да се случи, треба да ги напуштиш концепциите, сценаријата за неуспех, сценаријата за бедност, за сиромаштија, треба да се тргнат од твојата глава, бре. Не може ти сакаш да имаш стан, сакаш да имаш работа, сакаш да имаш успех, а ти во својата глава негуваш Хичкок сценарија, сценарија на морбидни лошотии, на хорори, дека лошо ќе те биде, дека нема да биде, дека државата ќе загине, дека ти ќе цркнеш. Што е тоа? Тоа Божјо ли е? И тогаш како може да се очекува успех? Па тоа е спротивно на Божјата волја и на Божјото срце. Сакам живот, сакам плодно, сакам деца да ми дојдат дома на ручек и слично, а што не имаш во твојата глава, што веруваш? Какво сценарио имаш кога ќе легнеш и кога ќе станеш? Песимизам, очај, страдание, хорор филмови. За да дозволиш нови предизвици во животот, нови можности, треба да ги затвориш старите врати од каде што влегува сите тие глувци и штетници, тие крадеа радоста и визијата, меракот за нешто да се направи. Без да ги затвориш тие врати,
Не можеш жито да ставиш внатре, секи ти изедат. Нели е така? Значи, ова се што ви го кажувам, можете да го постигнете кога имате конструктивно верување, кое што произлегува од Божиото срце, се заснува на Божијата волја и љубов, а тоа е неговата одлука да го даде својот син за тебе, скапо да си исплатен, откупен, за да може потоа тој да те нарече негов син, да биде со тебе секој ден и да те охрабрува да чекориш во нови области и ситуации кои што тој веќе ги освоил, ги обезбедил за тебе. Кој ќе каже амин? Значи, он тоа го промисли и затоа го даде Христос. Не е само да те спаси од вечна смрт, туку и да ти подари живот во сета полнота. Не само во една област, туку во сите области од твојот живот, како што е брак, како што е професија или работа, кариера, како што е родителство, како што се сите оние нормални појави од нашето секојдневие. Но ако нешто не се случува, застани и размисли. Дали навистина му дозволуваш тој да продира во твојот живот и да действува, или пак се уште ги држиш конците во твоите раце и придаваш преголемо внимание на сето она што е деструктивно, ограничено и сето она што носи недобар крај, недобар исход. Видете, она што го верувате создава очекување. Ако верувам дека Бог ме сака, верувајте дека него тоа му е мило. И тогаш можам да му кажам аба, татичко или татко мој. И тогаш Бог се радува и ти дава. Но кога ти си уфлеле, ништо не бива. Ау, страшно. Ау, не бива ништо. Ле тежок е овој живот. Ти тогаш си како израелецот, кој што одеше низ пустината и кога имаше препелици, беше незадоволен. Кога имаше мана од небото, беше незадоволен и постојано се жалеше кон Бога. И сега, каков христијанин ќе бидеш? Верник во Бога од Стариот Завет или верник на Бога преку Новиот Завет, преку крвта Исусова во благодата на Господа? Каков? Кажавте, ама не кажавте убаво. Религија или духовност? Тоа ти е како мајка и маќа. Разбирате ли? Религијата е маќа. Она може да биде да се труди, ама нема никогаш да биде оригиналната мајка што те родила. А духовност, тоа е таа оригинална мајка која што ти треба да ја негуваш како еден жив однос со Бога што го имаш. Разбирате ли која е разликата? Многу луѓе не прават разлика што е религија, што е духовност. Мислат исто е тоа. Кажеш за Исус, ау религиозни. Знаете колку религиозни има. Меѓутоа да си религиозен е различно од тоа да си духовен. Религиозниот се однесува религиозно, ама плодот каков е друго прашање. Додека духовниот има плод од заедништвото со Христос. Во Ефесјаните 2 глава 8 и 9 стих пишува зашто по благодат сте спасени преку верата и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар, не од делата, за да не се фали некој. Амин. Како сте спасени? Преку верата. Нели? Значи, што има два аспекти се присутни. Благодат и вера. И благодат и вера. Разлика сакате ли да направите? Благодат е она што Бог го обезбедил за нас. А вера знаете ли што е? Вера е дар од Него, но се изразува од наша страна за да го земеме она што Бог го обезбедил за нас. Значи, благодата е од Бог доаѓа према нас, а верата од наша страна према Бог. Дали свативте? Благодат и вера. Повтори. Вера и благодат. Добро. Благодат и вера? Вера и благодат. Готово. И сега ние како сме спасени? По благодат сме спасени, преку што? Преку свеќата ли? Зејтинот. Преку што? Преку верата. И тоа што е? Божји дар, за да не се фали, никој вели.
Се Светото писмо јасно кажува дека ние со нашите добри дела не можеме пред Господ да се оправдаме, не можеме никако да се доближиме до Бога со нашата праведност, бидејќи ако тоа го правиме, ние фактички ќе се соочиме со една суета, со гревот со кој што ние, сме во грешна природа, меѓутоа преку Христос ние ја примаме таа Христова праведност и само заради Христос можеме да се приближиме кон Бога. Ова значи дека секогаш кога ти се потпираш на себе си, на своите способности, и кога сакаш со добри дела да се доближиш до Бога, ти влегуваш под религија или под религиозниот закон и влегуваш во робство, бидејќи на тој начин отпаѓаш од благодата на Бога. Во Галатјаните запишете, 5 глава, 4 стих, вели: вие што посакавте да се оправдувате со законот, кој закон? На Мојсей, го изгубивте Христос, вели. Отпаднавте од благодата. А законот што вели, драги мои? Ако правиш вака и вака и вака, ако, во модерна верзија, ако се исповедаш за твоите гревови, ако се покаеш, ако испостиш, ќе ти биде простено. Тоа е Стар Завет. Новиот Завет каков е? Господ го пожртвува својот син Исус Христос за ти да си спасен. Штом ја вкусиш таа љубов, благодата те тера да се покаеш, да ставиш крај со гревот. Не стравот од пеколот те тера да се каеш. Разбирате ли? Туку благодата работи во тебе и те учи да се покаеш. Дали свативте? Значи, ова е клучно да го разберете. Океј? Сега ти, кога ја занемаруваш благодата и си викаш, јас сега ќе се исповедам на Господа, сите гревови ќе ги кажам, ќе се покајам, 3 пати ќе направам вака и вака, редовно ќе одам кај пасторот на богослужба во црквата, ќе земам причес вака и вака и вака, ќе направам добро дело, ќе дадам на сиромаси, на просјаците на семафор, готово, мене Господ ќе ми прости. Тебе Господ не ти простува заради сите тие постапки. Тебе ти простува Господ заради милоста Негова и заради Христос. Дали сваќате? Многу луѓе ставаат фокус на покаяние. Покаянието не е начин да се помириш со Бога. Помирувањето со Бога е Христос. А покаянието е твоето предомислување, да се откажеш од својот пат и да го фатиш Божиот пат. Дали свативте? Метаноја да искусите. Значи, вие што посакавте да се оправдувате со законот, го изгубивте Христос, отпаднавте од благодата. Да отпаднеш од благодата, знаете ли што значи? Да паднеш под религија. А штом си под религија, си под закон. А кој ќе го наруши законот, со што се стекнува? Со проклетство. Затоа и некои христијани, иако новородени и немаат права доктрина, паѓаат под проклетство. Затоа некои деноминации или цркви поголем фокус ставаат на ритуали, на едно, на друго, на обреди, како што ги спомнав. И кога нивната совест ги пече, кога ги пече совеста внатре во нив, заради некој грев, тие мислат дека треба нешто да направат за Бога, курбан да дадат, јагне да жртвуваат и слично, со кое што ќе предизвикаат Бог да им е благонаклонет, да ги награди, да ги исцели, или да ги ослободи од демони, или да им прости. И тоа е погрешно. Не разбираат луѓето дека со жртви и дарови од таков тип Бог не се задоволува. Тој се задоволува единствено со совршената жртва на Исус Христос, Божиото јагне, кое веќе е дадено и пожртвувано за нас, и само со него тој е наполно задоволен. Амин. Единствено што треба да направат овие луѓе кои што не знаат е да пребиваат со вера во Христос, живеејќи уверено дека Бог ги сака заради неговата благодат, а не заради тоа што имале добар карактер, биле факултетски образовани и потекнувале од голема фамилија. Дали се разбираме? Ете тоа неразбирање, неосознавање ги прави луѓето да го омаловажат и да го подгазат Христос
И затоа самите се осудуваат на страдање и на измачување. Јован 3 глава 36 стих вели: кој верува во Синот има вечен живот, а кој не се покорува на Синот нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Што значи тоа? Проклетството од нарушувањето на законот останува врз него. Дали спаќате? Излезот од проклетството е Христос. Христос висеше на дрво, како што е пишано во Словото, проклет да е секој кој што виси на дрво. Он стана проклетство за нас, за ние преку него да се стекнеме со благослов. Така да излезот од проклетството е даден преку Христос. Нели се покориш на Христос? Го нема ли Христос да е централна оска и на престолот на твојот живот, ти автоматски си под проклетството. Проклетството е израз на Божи гнев, носи неплодност, носи беда и сиромаштија, несреќи, смртни случаи, абортуси, неможност за брак, неможност за деца, тешки болести, измачување, умирање, кражби, убиства, немање брачна реализација, различни демонски страдања. Сето тоа спаѓа во категорија на проклетство, бидејќи не си под Божјата десница. Кога човек ќе поверува во Христос, што прима? Прима спасение од вечна смрт, станува благословен човек, кој што живее во изобилие на Божја благодат, во изобилие и на духовни и на материјални благослови. Во сите аспекти Господ благословува. Не затоа што заслужуваш, затоа што Он сака да ти даде. Во Галатјани 3:10 вели: сите што се надеваат дека ќе се спасат преку придржување кон Мојсеевиот закон, живеат под проклетство. Светото писмо вели: проклет да е секој што не исполнува се што е запишано во книгата на законот. Не лажи, не кради, не прави ова, не прави. Сите тие Божји заповеди кои што ги знаеме како 10 Божји заповеди, ти веќе не треба да ги практикуваш. Свативте ли? Не треба да ги практикуваш. Зошто? Затоа што Бог веќе ги изрежал во твоето срце и ти точно знаеш дека тоа е погрешно. И без да ти е законот пред очи, ти веќе го има тоа во твоето срце, во твојата совест, ти си веќе обележан, запечатен со Светиот Дух. Тој ти говори на твојот дух што е правилно, а што е погрешно. И законот кој што порано беше воспитувач за да сватиме колку сме грешни, колку се високи Божите стандарди за светост и праведност, тој застари. Христос го оттргна и воспостави нов завет. Нов завет преку крвта Негова и Неговата праведност, и во овој нов завет живееме по благодата на Бога, со движењето и помошта на Светиот Дух. Разбирате ли? По милост на Бога. Денеска има многу што се новородени христијани, но се уште се држат за законот како почитување на саботата, жртвување на јагниња, други ритуали различни, се со цел да бидат послушни, покорни, праведност пред Господ, да му дадат, да му угодат почит, да му изразат на тоа. Сето е проклетство. Води кон проклетство. Саботата е Христос. Тоа е предслика што го правеа во Стариот Завет за доаѓањето на Христос. Во Римјани 8 глава 3 и 4 стих вели: Мојсеевиот закон не можеше да не спаси поради грешната човекова природа, но тоа што не можеше да го стори законот, го направи Бог. Тој го испрати својот син во тело слично на грешните човечки тела. Жртвувајќи го својот син за нашите гревови, Бог ја уништи власта што гревот ја имаше во нас. Така она што законот со право го бараше, беше исполнето за нас, кои не се раководиме според телесната природа, туку според водството на духот. Значи, според што? Според водството на... Значи, ние кои се водиме по духот, не сме под законот. Законот фактички е потребен за оние што го немаат Христос, за оние што се светски луѓе, кои што мислат дека се многу добри, а се бунтовни кон Бога, кои што практикуваат и промовираат зло, тие без законот не можат да осознаат дека се грешни и дека плата за гревот е смрт. И така не осознаваат дека им е потребен Спасителот Исус, бидејќи живеат заблудени во самоправедност и за нив е потребен законот. Дали сваќат?
Значи, законот е потребен за неправедните, оние кои што се духовно мртви, а тоа се сите кои што го немаат примено Исус Христос за свој Господ и Спасител. Но кога ти ќе го примиш Исус Христос за свој Господ и Спасител, веќе не го практикуваш законот, туку движењето или водството од Светиот Дух. Во Јован, Евангелие по Јован, 1 глава, 17 стих вели, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а преку Исуса Христа дојдоа благодата и вистината. Што дојде преку Исус Христос? Зошто Исус дојде, ако требаше да е валиден се уште да се практикува законот? Нема смисла. Но законот беше даден преку Мојсеј, а преку Христос дојдоа што? Благодата и вистината. Амин. Ова значи дека законот даден преку Мојсеј беше активен до доаѓањето на Исус Христос, преку кого дојдоа благодата и вистината. Ова веќе дава едно друго светло врз христијанството, овозможува слобода и овозможува практична духовност како живо христијанство, а не религија. Дали се разбираме? Сега, како што некои луѓе се нечисти и мирисаат на пот кога работат тешка физичка работа, така во духовната сфера, запишете си, луѓето кои што се под законот и религијата, мирисаат на тешка работа и пот од трудење да се приближат до Бог. Но тие се далеку од Бога, исто како што се далеку оние кои што живеат во грев, зашто не се исчистени со крвта на Исуса. Кога не се исчистени? Кога го негираат и подгазуваат тоа што Исус го направи, и тоа е кога отпаѓаат од Божјата благодат. Значи, кога ти си под закон или религија, ти мирисаш на, така речи, пот, а потта е одлика на проклетство. Затоа што кога Адам и Ева сгрешија, знаете ли што кажа Бог? Со пот ќе работиш земјата. Значи како? Со пот ќе работиш. Тоа беше одлика на проклетството со кое што се здобија заради непослушноста кон Божјиот збор. Дали сваќате? Но кога сте под благодата, веќе нема пот. Зошто? Затоа што тогаш Бог работи за вас. Тогаш Бог веќе она што го обезбедил за вас станува активно во вашиот живот. А на тоа, за да биде активно во вашиот живот, потребно е само вера. Вера, за да се дозволи таа Божја интервенција. Ова е тој ментален склоп кој што христијаните се уште не можат да го практикуваат, бидејќи внатре плочата треба да се смени, односно системот на верувањата треба да се обнови, и наместо деструктивни ограничени верувања да се има конструктивни верувања. Дали сваќат? Вие растевте во оваа земја во религија која што беше базирана на старозаветниот закон. И така растевте до вашите не знам си колку години, кога Господ ве повика и дојдовте во црква, каде што бевте по милост на Бога спасени. И во таа црква сте благословени, но во таа црква постојано се труби дека не по заслуга се добива благослов од Бога, туку по благодат на Бога. И вие упорно, сега ќе, ова ќе направам и ова, само Бог да ме благослови. Ова и ова ќе направам за Бог да ме благослови. 10 ќе давам за Господ да ми даде. Таа математика не важи. Тоа не е правилно. Ти она што го добиваш по милост на Бога. А ако ти имаш вера во Бога, тогаш и 10 ќе даваш, и ќе учествуваш во молитвени групи, и ќе бидеш активен, ќе постиш и слично, но не го правиш за да се оправдаш и да се доближиш кон Бога. Туку го правиш како резултат на тоа што спасението работи во тебе. Значи, како плод на тоа што ти си во Бога и Бог во тебе, тогаш манифестираш и постење, читање Библија, учество браќа и сестри во молитвени групи и слично. Како резултат на твоето заедништво со Бога. Зошто јас ова ви го кажам? Бидејќи вечерва почнав со прашањето кој е Исус за тебе? Ако Исус е Господ и Спасител, како резултат на тоа што ти си во него и Он во тебе, тој ќе има плод.
И тој плод ќе се манифестира прво во твојот карактер, а потоа и надворешно од твојата уста ќе излегува. Од твоето однесување ќе излегува. Нели е така? Не можеш да ми кажеш дека радоста во Господ е твоја сила, а твоите краеви на устата се зашиени надолу. Се радувам, радоста во Господ е моја сила. А тебе ти е свени ми, свени невене фацата. Контрадикторно е едно ти што кажуваш, ама тоа што де факто излегува е сосема друго. Па дрвото по што се познава? Па тоа е по плодот. Во Евреи 10 глава 28 и 29 стих вели вака: кога некој го презре Мојсеевиот закон, умира без милост во присуство на двајца или тројца сведоци. Колку полоша казна мислите ќе заслужи оној кој го подгазил Божиот син и ја смета нечиста крвта на заветот со која бил осветен и го навредил духот на благодата? Ова значи дека оној што го погазил Исус и делото што Исус го изврши, оној што ја смета нечиста неговата света крв со кој што е потпишан новиот завет, оној што го навредил духот на благодата ќе заслужи казна. А кој е тој тоа што го прави? Знаете ли кој е? Тој е оној човек кој што откако го слушнал Евангелието, ја примил благодата на Христос, одново потоа се враќа под законот и на тој начин го погазува Исус. Ја смета Исусовата крв за недоволна. Дај ми нешто друго. Да, знам, ти ми кажа за крвта Исусова дека ме заштитува, ти сега дај ми нешто друго да ме заштити. Ама или ичкли ти да дадам? Направи уште една молитва за секој случај. Не е доволен Исус, не е доволно Словото, кое што е како меч со две острици што продира до разделување на коските, мозокот и така натаму? Зарем Исус не е доволен да ги решава вашите проблеми, ве прашувам? Нели е доволен? Ако е доволен, допушти му. Допушти му. Како ќе му допуштиш? Кога му веруваш, кога го каниш, кога го прославуваш, кога му благодариш. А тоа е спротивно од мрморење, од незадоволство, од песимизам, од очај, од уфлеле. Значи, човекот што го погазува Исус, крвта Исусова, духот на благодата, тоа е човек кој што покрај тоа што е ослободен од религиозниот закон, одново се враќа под религиозниот систем и со своите сили смета, со своите напори, со своите правила, дека ќе си постигне самоправедност, искупување и спасение од Бога. Сега затоа апостол Павле вели во Галатјани 5 глава 1 стих, вели, значи, ние сме слободни, Христос не ослободи, држете се цврсто до таа слобода и не дозволувате повторно да ви го стават јаремот на робството, односно Мојсеевиот закон. Видете како убава мисла, кажува апостол Павле. Значи, не треба одново да влезеш под тој јарем. Бидејќи ако влезеш под тој јарем, одново ќе ги повторуваш гревовите. Ако некој верник започне да мисли дека добива од Господа одредени благослови, заради тоа што е посветен во црквата, практикува религија, прави добри дела и сака нели со позитивно влијание да допре до другите луѓе, тогаш тој се осуетува и ја губи победоносната сила на Бога и наместо да е воден од Светиот Дух, тој е воден од телесност, од религија и практикува вештерство во црквата. Дерек Принс е еден убав, силен библиски учител за кој што зборува многу за вештерството во црквата. И тоа е практика на верници што се новородени. Зошто? Затоа што го живеат токму ова што ви го кажувам. Системот на религијата. Така да се практикува ли тоа, се практикува вештеризам, чародејство. Таквиот верник не може да практикува зависност од Бога, туку напротив, независност, гордост на која што Бог се противи. Затоа некои христијани се одвојуваат во Христос без да се свесни дека ја губат неговата благонаклоност и кога се отпаднати од таа Божја благодат, луѓето тогаш не можат да се спротистават на гревовите.
Зошто? Бидејќи се обидуваат со свој напор да се спротистават. Ветувам нема да пушам, ветувам нема да се коцкам, нема да пијам и слично, но немаат сила. Прават себе одрекување, едно прават, принесуваат жртви, постат и слично, но не можат да се ослободат. Веќе врз нив е системот на религијата, односно законот, духот на религијата и они не можат од тоа да се ослободат. Разбирате ли? Влегуваат во еден кафес. А ако само се потпрат на Божјата благодат, тогаш сосема се искусува една голема слобода, која што е во сите аспекти, без разлика на порокот, без разлика на зависност. Решението или излезот од тие работи, знаете ли кое? Да се потпреш на Божјата љубов за тебе. Значи да се биде заблуден и религиозен е опасна состојба која што не секогаш човекот може да ја забележи во себе. А зошто не може да ја забележи во себе? Бидејќи заради своите дела. Заради своите дела како напамет знаење библиски стихови, заради неговата редовност во црква, пожртвувано постење, молитви кажани од длабочините на жолчката. И кога така се практикува, луѓето се уверуваат дека се многу побожни и многу поблиску до Бога. И ми велат, пасторе, знаеш ли како сум се молел? Викам, како? Одовде вака се молев да го помрднам Господ и заради мојата молитва ме услиши. Викам, Боже мој Господе, спаси ме и мене и сите. Знаете ли зошто викам по Господа така? Затоа што не бре заради твојата молитва што си ја кажал од жрчката те слушнал Господ. Туку те слуша Господ заради неговата благодат и заради Христос, кој што седи од десна страна на престолот на Отецот и се застапува за тебе. Така да не е Божјата интервенција во твојот живот и ти си се молел. Со не знам какви зборови од длабочините на бубрезите. Туку заради благодата на Господа. Дали сваќате? Смешно е, знам. И јас така се смешкам. Некогаш и ми е тажно. Пасторе, знаеш ако сум постел? Абе, джигерот го прочистив. Едно залче настрана не. Така дисциплинирано, викам, браво, орден. Орден од каде да го закачиме? И викам, заради тоа, што мислиш дека се случува? Заради тоа, Господ, кој ќе му речем, Боже, ветер дува вака. Викам, озбилно. Заради тоа, не заради Светиот Дух, не заради Божјото действување преку Светиот Дух, не заради Христос, туку заради твоето постање 40 дена без јајца и сланина. Заради тоа ли Господ вака ти ги слуша молитвите? Тоа е таа суета. Тоа е тоа мислење погрешно, кое што мислиш дека заради тебе. Заради тебе, не заради тебе. Заради Него. Ти не си верен, бре, ти се лажеш од утре до вечер. Сам себе се лажеш. Еднаш сакаш еднаш, друг пат не сакаш тоа. Ти си непостојан. Бог не сака заради самиот Него, бидејќи тој е верен, непроменлив. А ние сме променливи. Бог е совршен, ама ние не сме. Но Бог не усовршува. Нашиот дух е совршен. И ако духот не води, тогаш ќе кориме во тоа совршено единство со Бога, во љубовта на Христос и под водството на Светиот Дух. Амин. Плодот на заедничкиот живот со Бога е плодот на Светиот Дух. И го пишува во Галатјаните 5 глава 22 до 25 стих, слушајте. А плодот на Духот е љубовта, повтори, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Вели, нема закон против вакви нешта, а оние кои се Христови го распна своето тело со неговите страсти и похоти. Ако живееме во Духот, нека и да го следиме Духот. Амин. И сега секој од вас си мисли дека го има овој плод на Светиот Дух. Така е. Но дали навистина го имате овој плод, покажуваат вашите постапки, вашите зборови, вашите дела. Прашањето е, покажавте ли љубезност кога некој ви звонеше на телефон и вие не му се јавивте? Го откачивте.
Покажате ли љубезност кога некого го игнорирате и дури не го прашувате како си бре брат или сестро? Љубезност ли е? Покажете ли трпение кон оние кои ве нервираат? Кои ви лазат по нерви? Добро прашање имам. Имате ли радост за вашиот сосед или вашиот роднина кој напредува? Тоа добро, кај тебе знаеме. Ама кај другите сите што велат да. Се радувате кога на другиот му оди напред? Не викате, со проклети пари народот го украде, од таму се заработи? Сигурни сте. Не викате така. Не викате така. Се обогати на потта на народот, на крвта им ја испи, од тоа се обогатија бизниси направија. Така не викате, не. Не викате. Манифестирате ли љубов кога ве отфрла и кога ве мразеа? Кога ве пцуе, да? Да. Сега да, а претходно? Вишти. Видете вака. Јас не ве правам колебливи, меѓутоа сакам да го свртиме прстето кон сами себе. Затоа што многу е лесно прстето да кажеме, ти мене не ми кажа добар ден. Влегов јас во салата, никој мене добар ден не ми кажа. Чекај, прави го на другите луѓе она што сакаш тебе да ти го прават. Нели така учиме од Словото? Па како тогаш прстето ти се заострува и го вперуваш кон црквата, кон верникот, кон братот и сестрата? Ами сврти го кон себе. Стави го вака кон себе, чекај. Јас очекувам третман од овие луѓе, а јас како на овие луѓе им застанав? Со љубов, со добрина, со насмевка? Или ги презрев со моите очи и дојдов со предрасуда дека се сите лицемерни? Таа е таа религиозност. Ја допуштиш ли? Не ли ја тргнеш? И си викаш, пасторот кога ќе детектира, ќе ми каже. Не бре, и кога сум ти кажал, ти не слушаш, ти мислиш дека е тој до тебе, не е за тебе. Не спи на тоа, пасторот кога ќе открие, ќе ти каже. Не, Светиот Дух ќе ти каже, ако ти можеш да го чуеш. Ама нема да го чуеш ако си тврдот на уши и затапена ти е совеста. Така да, таа религиозност, ако ја допуштите и другиот е крив, а јас сум исправен, ово е ваков, ове, тоа те воведува во проклетство. Тоа е таа религија што те воведува во проклетство. Не ја приметуваш, мислиш дека, видете, кога зборувам за религија, има базично ниво, она што се ритуалите, иконките и она што сме го надминали одамна. Ама има и второ ниво, има и трето ниво, има подлабоки нивоа на таа религиозност која што може да ве дрма и да ве манипулира. Дали разбирате? Вие сега не сте во другите храмови, тука сте. Овдека сте новородени, меѓутоа ако сте новородени, не сте вие дефинитивно дека не сте под религија. Како не сте? Како не сте? Ако ви покажам неколку примери од вас, ќе се навредите. Ќе речете, ете, пасторот можеше на само да ми каже во канцеларија, а не пред сите. И затоа не ви кажувам. Затоа што суетата ќе ви биде воспалена. Меѓутоа, затоа ова го кажувам. Од Сабајле, знаете ли, станав и викам, Господе, каква проповед е потребна? А станав во 7:30. Станав, се помолив на Господа и така си мислев, си легнав. И така си кротам, почнав да тргнувам, да си го продолжам сонот. И токму кога почнав да налегувам одново во сонот, почна Господа ми зборува. Кој сум јас во нивниот живот? А Господ ли сум им? Викам, добро и? А ми допуштија ли јас да бидам низ нив? Што живеат, религија или духовност, под закон се или под Светиот Дух? Викам, јас сум го зборувал ова. Ти си го зборувал, ама дали они го слушнаа? Веднаш станав скокнат, а веќе бев навлезен во сон. Викам, станувам, готово, ова морам да го запишам. И го запишав. И иако вас не ви е ново, верувате, е ново. Знаете зошто? Затоа што ако и ова не ви е ново и нечето го знам, се потврдува тоа дека срцето ви е закоравено. Многу христијани што практикуваат религиозност ја покажуваат Божјата благодат, живеејќи под религија, а плодот од тоа е осуетен ум
и стврдното срце кое што раѓа неблагодарност. Вториот проблем што вечера го зборуваме. Неблагодарноста е сериозна бариера над вашиот духовен животен пат. Запишете си 2 Тимотеј 3 глава, 1 до 5 стих, а предпочитам и некој да го прочита. Гласно ќе те замолам. Мната можеш превод да користиш динамичен. Треба да знаеш дека во последните денови ќе настапат многу тешки времиња. Луѓето ќе станат себични, алчни за пари. Полека, застани. Какви ќе станат луѓе? Себични, После тоа? алчни за пари. Зашто алчни? Добро, потоа? Самолюбливи Добро, потоа какви? и горделиви. Добро, продолжи. Ќе навредуваат, ќе бидат непослушни спрема родителите, ќе бидат неблагодарни и без светост. Какви не? Неблагодарни. Неблагодарни. И без светост. Продолжи. Ќе немаат љубов, ни желба да си простуваат, ќе се клеветат еден со друг, ќе немаат самоконтрола, ќе бидат свирепи и ќе му се противат на се што е добро. Потоа? Ќе станат предамници, безобзирни и вообразени. Наместо да го сакаат Бог, на прво место ќе сакаат да уживаат во своите страсти. Потоа? Навиду ќе изгледаат побожни, но тие ќе одбиваат силата што може да ги направи навистина побожни. И потоа? Држете се понастрана од таквите луѓе. Многу силна поука откриваме овде. Ова е за некој од вас многу редовно, често читано слово, за некој може прв пат го слушате. Меѓутоа, во последново време во кое што живееме, ги откриваме сите овие карактеристики, ги препознаваме во ова општество и во овој свет, нели? И сега, што значи да се биде неблагодарен? Тоа е состојба што го повредува Бога, но ја потиснува и нашата душа. Да се биде неблагодарен на Исус, значи да се погази неговата благодат и да се биде оддалечен, дистансиран од него. А пишано во Евангелие по Јован 15 глава, дека Исус е вистинската лоза, а ние дека сме прачките. Кој не е сврзан за него и не пребива во него, тој не може да носи плод, се суши, како сува гранка, се отсекуваат таквите гранки и се фрлат каде? Да горат, отпаѓаат. Кога човекот, верникот, го заменува личниот однос со Христос преку религиозна практика или ритуал, таквиот човек згаснува. Неговото срце стврднува и станува неблагодарен кон Господ. Тогаш започнува да гледа низ призмата на несовршените очи, несовршениот поглед. Односно, тоа значи дека во се ги бара и ги наоѓа слабостите кај другите браќа и сестри. Потоа почнува да озборува, да завидува, сака да возврати, да се одмазди, да се докажува и од духовен христијанин станал телесен христијанин. Телесните христијани стануваат егоцентрични и се водени од своите похоти, но тие го тргаат Исус од престолот на нивниот живот и себе си се издигнуваат во слава. За да ја прикријат оваа состојба, често велат слава на Бога, но де факто плодот што го покажуваат и што го раѓаат, покажува дека сами себе си угодуваат и си се прославуваат. Апостолот Павле за оваа состојба објаснува во Римјаните, 1 глава, 21 и 25 стих, слушате, ќе ве замолам, ушите отворени. Зашто кога го познаа Бога, вели, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија, туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи. Тврдејќи дека се мудри, тие обезумија. И славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на четириножни животни и на лазачи. Затоа и Бог, според желбите на срцата нивни, ги предаде на нечистота, па сами да си ги обесчестуваат своите тела. Тие ја заменија вистината Божја со лага и му се поклонија и му служеа на создаденото
повеќе отколку на Создателот, кој е благословен во вечни векови. Амин. Значи, заблуденоста на умот и нечистотијата се крајниот резултат на неблагодарноста. И тие го наведуваат верникот да го изгуби од својот фокус и Исус и Божиото царство и да ја остават настрана нивната идна круна, која што Исус сака да им ја даде. Разбирате ли? Јас познавам некои луѓе, а и вие познавате некои луѓе кои што биле дел од црквата, но отпаднале од црквата. И што беше причината за отпаѓањето? Тоа не е незадоволството од пасторот или некаква навреда, туку религиозен дух и неблагодарно срце. Оваа комбинација што ја зборувам вечерва, религиозен дух и неблагодарност, што прави? Секогаш се тие причина за што? За сувост и неплодност во духовниот живот на верникот што треба да го има во Христос. Да повториме, што е причина за твојата неплодност во твојот однос со Христос? Религиозниот дух и неблагодарноста. Што е против отровот на оваа состојба на неблагодарно срце? Го пишува во 2 Тимотеј, 2 глава, 1 стих. Вели вака: Чедо мое, зајакнувај во благодата што ти е дадена од Христос Исус. Во што да зајакнуваш? Во благодата да зајакнуваш што ти е дадена од кого? Не ти вика во религијата да зајакнуваш. Не ти вика во системот на религиозност да зајакнуваш. Туку ти вели во што? Во благодата што ти е дадена во Христос Исус да зајакнуваш. Ако тебе благодата ти е дадена и ја прифаќаш и ја примаш, ти тогаш, ако го осознаваш тоа, ќе си благодарен. Ако не го осознаваш тоа, ќе си нон-стоп незадоволен. И тоа ќе биде отров за твојата душа и за твојата духовна состојба. Без разлика на нивото, на вашето разбирање, на вашата свест и на вашата посветеност во читање на Свето писмо, денеска ви кажав слоевита информација за секој да може да разбере кои се бариерите во духовниот живот, во заедништвото со Христос. Религијата или религиозниот дух и неблагодарноста. Кој ќе каже амин? Амин. Дали разбравте нешто? Да. Сега да ве прашам нешто. Дали знаете дека кога ќе ви се скрши десната рака, дури тогаш сваќате колку многу ви била потребна? Кога ќе скршите левата рака, дури тогаш разбирате колку и таа била потребна, така ли е? Значи, кога ќе го изгубите здравието, тогаш се цени, така ли е? Кога ќе ја изгубиш младоста, после си ја цениш младост, каква беше таа младост? Дури тогаш осознавате за вашата младост. Со ботокс ќе пробате да ја вратите, ама кокошка е кокошка, не може да биде пиле. Кога ќе го загубиш додворувачот, тогаш се каеш. Нели е така? Кога ќе ја изгубиш шансата за студирање и ќе поминат години, ти е жал, да ми беше овој памет. Кога ќе пропуштиш некој проект за професионална реализација, како го испуштив, ти е жал и тешко, така ли е? Кога ќе го изгубиш брачниот другар, тогаш разбираш колку ти значел и колку те надополнувал. Кога ќе изгубиш црквата и пасторот, тогаш 5 килограми сол ќе изедеш да докажеш дека си среќен пред луѓето. Но ќе ти биде празно и осамено во срцето. Кога ќе го изгубиш Господ Исус Христос, можеш да се покаеш и да се вратиш кај Него, но ако останеш тврдоглаво неблагодарен и така да живееш, тогаш ќе го изгубиш сето она што Бог ти го дал како скапоценост
и цела вечност ќе тагуваш во вина и во мак. Мојата порака вечерова е: не губи, туку придобивај. Цени го тоа што го имаш. Не учи со губитокот, учи со придобивките. Кога Господ ни вика да зајакнуваме во благодата што ни е дадена од Христос Исус, дали ова значи со труд и пот да правиш нешто за да се вратиш на Божиот пат? Не. Туку да зајакнуваш во благодата на Христос, а тоа се случува кога ќе дозволиш Божијата љубов за тебе да ја прифатиш како единствен лек, единствено решение, единствен материјал за твое растење и за твоја комплетност или реализација. Значи, зависејќи од Бога, наместо суетен и помрачен ум, ќе станеш понизен, покорен, доследен на повикот што си го примил од Господа. Мојот предлог е да започнете да си правите список на благословите во вашиот живот. Под 1, список за материјални работи, како дом, автомобил, уреди што ги имате, мобилни телефони, компјутери. Видете, многу од вас мислите дека тоа не е духовно и го негирате. Меѓутоа, реално има луѓе што не можат да си приуштат таков мобилен телефон. Има луѓе што не можат таква блуза или такви патики да се купат. Така да треба да сте благодарни за тоа што Бог ви дал можност да заработите, да добиете, да имате патики, телефон ли е, кола ли е, стан ли е, што и да е. Значи како еден список. Втор список. Список за емоционални благослови, како што се вашите пријатели, вашето семејство, брачниот другар, децата, родителите што ги имаш, домашнио милениче што имаш, и за тоа треба да си благодарен на Бога. Ако имаш папагалче, што? Папагалче! Папагалче? Ама ти го имаш. Во дадени моменти зборуваш со папагалчето. Или со кучето или мачето. Биди благодарен за тоа што го имаш. Никогаш нема контраиндикација благодарноста кон Бога. За се што благодариш е бенефит за тебе. Растеш. Исто така запишете си да сте благодарни за сите патувања, убавите спомени што сте ги имале, дружењата што ги имате. Знаете ли кога луѓето не се дружат? Кога не се благодарни што имаат браќа и сестри како вас? Дувни го. Дувни. Едно дрвце прави мал оган и брзо гори. Ама повеќе дрвцења, подолго трае огнот и пожар може да направи. Силата е во единството, во сплотеноста. Ние сме повикани заедно да гориме во Христовата љубов, едни со други, рамо до рамо, а не секој сам поотделно. Седи. Сега дали свативте? Сега наместо да се сеќавате колку никој не ви се јавил, колку никој не му е грижа за вас, прво тргнете од себе си. Покажете дека ви стало за луѓето околу вас. Покажете дека навистина сте благодарни за браќата и сестрите во црквата. Покажете дека навистина љубовта во вас преку Светиот Дух работи и дава плод. Како ќе покажете? Со постапки и дела, не со обврска, и пасторот рекол, не со заборчување, не со лажни тактики на лажна љубезност. Не, со искреност. Со искрени зборови, со една едноставна чаша вода или лимонада онаму на автобускана, 10 минути, 10 помини ги. И пак оди си дома. Ама охрабри го.
Охрабри го братот или сестрата, па он тебе. И доста со таа една резервираност да не ме оговарал овој, да не ме каже на пасторот. Ако те каже што имаш да криеш. Шпионажа било ово, оном, нека има бе. Нека има. Нека има. Знаете што да има? Нека има една осетливост, дал си искреност или лицемерен. Нека дрма еден Божji страв овде, за да нема скокоткање на уши, да не се прибегнува кон лицемерие, светот и гревот. Дали се разбираме? Така да, ако нешто е за срам, ако е нешто за споделување со мене, јас еве гледате, одам до дадена граница, но не ве плукам и брукам, не ве поставам во ситуација да ви е незгодно, не ве судам, ама разобличувам. И сите заеднички, цела црква е разобличена вечерва, алелуја! Сите сваќате дека сте преокупирани со себе си. Сите сте филмски звезди и немате време за себе, а сите викате алелуја, Господ на Авраама, Исака, Јакова, Господ на двоинствата. Тоа го пеевте сега. А знаете дека не сте се сетиле да кренете телефон или да и пишете на Ана и на Марија во Лондон како им е животот, бидејќи рози не цветаат таму? Немате време да охрабрите некого, а после кога ќе дојдете во црквата, чекате некој вас да ви го прави тоа. Посеј го тоа и ќе го пожнеш тоа. Инвестирај во љубовта. Ама знаеш кога ќе можеш да го правиш тоа? Кога не си под религија и водство на религиозен дух кој што води кон лицемерие и суета, и кога си благодарен. Сега зашто сме благодарни? Имаме ли список направен? Запишавте ли? Домашна задача. Да се направат овие списоци што ви ги кажав и да ми ги пратите на имейл. pastorkaisharov@gmail.com. Ако сте разбрале задачата, пратете ги списоците, да видам. Ќе ви биде и вас вежба да анализирате како ќе се изразите, дали ќе ви најдам нешто, некој песимистички момент. Не е ништо интимно, нешто посебно да криете, да таите, ама и не можете општо да кажете за косата, за колата, ќе си кажеш точно, зашто си благодарен. Еден список, уште еден список, вака по точка 1, 2, 3, списоче. Списоче, ова е вежбичка, нели е убава вежбата? Порано пишувавте есеј по македонски, сега црковен есеј пишувате. Слава на Бога, видите каква убава задача ви дам, да не сте пасивни, да не сте летаргични, да не сте млаки. Нели така? Ви извадив ли денеска од комфортот? Ве здрма ли? Не јас, Словото Божјо. Ете тоа е. Вака од внатре нешто. Така треба, нека работи, нека ти открие Светиот Дух. Дека не е баш се така како мислиш. Биди уверен во Бога, ама во себе немој да бидеш уверен. За жал, некој од вас премногу се уверени во себе дека се направи од колосек, ама љубовта ја занемарија. Дарбите ги активиравте. Зборувате виденија, визии, значи пророчки соништа, толкување на јазици, од јазици, зборување на јазици, што ли не? Се супер. Ама љубовта ја занемаривме. Љубовта. Не. Љубовта е таа. Затоа кога пасторот вика, сврти се лево десно, бакни го човекот со свет цели во образот, пробувам просто од таму да почнам, од таа една нова навика да се воведе, бидејќи гледате од короната, последиците на тој див живот се уште се тргаат. А јас ви учам да се свртиш лево-десно, да го благослови човекот, да се целиваш, да излезеш негде. Не го користете тоа за празни разговори, не го користете тоа за жалби и поплаќ. Немојте да го ставате фокусот на она што е материјално. Мислете за она што е горе на небото, изборувајте го тоа што е возвишено, што Бог ви го дава. Тоа да биде плод и за оној што слуша, да го изградува, да го охрабрува, а и за тебе кога излегува твојата уста. Видете, кога ќе станете во позиција да служите на други, дури и со утешен збор, тогаш дозволувате Бог и вас да ви послужи.
Сум ви кажувал и пак ќе ви кажам еден пример. Порано, пред да биде короната поодамна, имавме едни средби и тогаш многу кашлав. Некоја кашлица беше, не се издржуваш. На секоја минута кашлав и не можев да зборувам. А сите ме чекаат да зборувам. Викам, како ќе биде оваа работа? И излегов таму и реков со Господ напред, Господе, Твоето слово ќе го зборувам, нема да ме спречи. Почнам да го зборувам, пак кашлам. Зборувам, кашлам, ја поупорен сум од кашлицата. Чекорев со вера. И знаете што се случи? Кашлицата престана. Знаете ли зошто? Затоа што дозволував словото, живото слово да излегува од мојата уста. Кога тече живото слово низ мене, и мене ме исцелува. А тече за да даде бенефит на други. Не чекав да ми помине кашлицата, па потоа да закажам средба и да имам предавање. Сакаш ли да ти помине состојбата? Во моментот действувај. Независно дали си бањат или не си бањат, дали кашлаш или не кашлаш, дали можеш или не можеш. Дали имаш температура или не. Колку пати сум бил со хипертензија, колку пати сум бил со висока температура и никој од вас не ме познал. И сум го зборувал словото и додека траела проповета, Бог ме исцелил, затоа што неговото слово е живот. Исус е словото. Кога ти зборуваш од словото, го ослободуваш Исус во просторијата. Исус го внесуваш во срцата на луѓето. Затоа ви велам, секој од вас, ако тоа го прави, без разлика во која состојба сте и што и да поминувате, Исус му дозволувате да е низ вас и се што е нечисто во вас, Он го ослободува и го оттргнува. Халелуја. Слава на Бога.